Благодарам, почитувам професоре. Мораме да разбереме дека разговараме со луѓе кои што на 80 општини на 981 основно училиште без малку, без никаква методологија нудат средства, ниту имаат опишано во овој закон како тие средства ќе се распределуваат, ниту по која методологија. Понатаму има тука недоречености од типот на вели за споделување на описни статистички податоци за секое училиште и спроведување консултации со локалните заедници се издвоени 340.000 евра. Замислете 340.000 евра за нешто кое што може да се среди со едно циркуларно писмо до сите општини, каде што самите може да наведат сите оние статистички операции кои интересира Министерството. Ама не, 340.000 евра за ова. Понатаму предвидена е набавка на софтвер. И сега мене ме интересира тука што се случи со оние средства од онаа национална платформа, 15 милиони евра. 15 милиони евра се повеќе од овие 12 кои што се нудат за подобрување на инфраструктура за училиште, или многу повеќе од овие 8,7 што ќе ги даваме на консултации. Каде се парите и каде е финалниот производ за тоа што сме го платиле. Понатаму втор пат во текот на денот ви наоѓам грешка во закон. Имате грешки во законот. Луѓе, дај кога ги подготвувате, почнете малце да читате и што да оставувате до собранието. Вели вака: се сменува операционализирање на стандардите за основните стручни компетиции на наставниците во основните и средните училишта. Па сега законот се однесува на основното собрание, на основното образование или на средното образование. Ова е нешто кое што треба некој од тука да го одговори. Понатаму, за овие обуки, кои што ќе ги платиме 8,7 милиони евра, на новите наставници веќе е спроведена на матичните факултети, а во рамките на наставничките факултети имаат практична настава по предметот методика, што значи дека праксата веќе ја поминале, а средствата наменети за обуките ќе бидат непотребно потрошени. Се си кажува во законот, треба само да се прочита и да се каже. Ама не е важно тоа, важно е, професоре, наместо ние да вложуваме во кадарот, да направиме нови математичари кои што ќе бидат најдобри во Европа, ние ќе ги обвинуваме наставниците за оние слаби кадри кои што ќе ги вадиме и зошто децата не поминувале лошо на меѓународните надпревари, и за тоа ние ќе треба да се задолжиме 20 милиони евра, зошто децата нас лошо не поминувале на меѓународните надпревари и ќе ги обвинуваме наставниците, а нема да вложуваме во наставната програма. Па со ова задолжување ние од преку ноќ овие деца ќе почнат да освојуваат награди на меѓународните надпревари? Не, ама овие не се за децата. Тоа е целата суштина во овој закон. Овие пари не се за тие кои што се најповикани за ова, туку овие пари евидентно за што се. 340.000 евра за собирање на статистички операции кои што може една хартија од 2 денари да ја заврши работата. Тоа е оваа власт. Контрреплика.